Министерството за култура и туризам започнува проект за реконструкција и конзервација на црквата Свети Кирил и Методи во Струмица, еден од најстарите и најзначајни верски објекти во градот. Проектот, за кој се обезбедени 15 милиони денари, ќе се реализира во соработка со Струмичкиот завод и музеј. Активностите се планираат во неколку фази и предвидуваат обнова и санација не само на фасадата, туку и на внатрешниот дел од црквата. Според најавите, целосната обнова треба да биде завршена во наредните 3 години. Овдека опфаќа многу повеќе фази во внатрешниот и во надворешниот дел во фасадата, како што можете да видите дека веќе скелето е поставено. Повеќе годишна јавна набавка, велиме, затоа што од старт гарантираме дека во наредните 3 години тие 15 милиони денари ќе бидат наменети точно само за црквата. Се разбира, доколку има и побрза динамика во делот на конзервација, реставрација и во делот на санацијата, се разбира дека ќе бидат и побрзо обезбедувани средства. Почетокот на овој проект го поздрави и викарниот епископ Стобиски Јаков, кој информираше дека во изминатиот период имале неколку неуспешни обиди за заштита и реконструкција на објектот, кој представува еден од најзначајните столбови за духовниот живот на градот. Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Струмица во неколку наврати изминативе години аплицираше за заштита на овој споменик на културата, но Министерството за култура и тогашното раководство, тоа беа мандати на двајца министри, на 2 министерки, не покажа ни најмал интерес. Додека во исто време се стимулира, се финансира проекти кои што афирмира ширење на квир културата, например, и многу други значајни проекти за нив. Црквата Свети Кирил и Методи нема да биде единствениот верски објект во Струмичко, на чија заштита ќе се работи оваа година. Како дел од капиталните проекти што ги финансира Министерството за култура и туризам, ќе биде и конзервацијата и санација на кровот на манастирот Свети Леонтиј во Водоче, за чија реализација се одобрени 1 милион и 200 илјади денари. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.